Најпрво, благодарност за поканата. Убаво е што повторно сум овде, меѓу вас. Се разбира далеко од тоа дека можам да ја исцрпам темата, но ќе се обидам да ве вознемирам, можеби малку. Прво самиот наслов. Расправа за жените, за рамноправноста на жените од руралните средини. Во стартот зборува за нерамноправност. И тоа повеќекратна нерамноправност. Значи, говоревме за рамноправност, односно нерамноправност меѓу мажи и жени, ама сега гледаме дека рамноправност на жените од руралните средини. Во Законот за територијална организација има една определба што дефинира еден член што се рурални, што се урбани средини. Ако женските права се човекови права, тогаш сигурно и правата на руралните жени, под наводници, жените во руралните средини се исто така човекови права. Она што мене ме вознемирува е сознанието, што не знам колку пати сме го повториле и обзнаниле, дека совршен креатор е природата, совршен креатор, се погрижила 49, 51, 50, 50 и така натаму, и дека треба да го следиме незиниот ритам, но дека постојано ние, нема година да не расправаме за истово прашање. Проблемот е хроничен. Значи, проблемот мора да се види со широко отворени очи, а сега и низ една друга призма, после војната меѓу Русија и Украина и после конфликтот на Блискиот Исток, сериозни проблеми имаме со храната. Оваа земја, која успевала со земјоделски производи да ја храни цела бивша Југославија, сега увезува храна. Оваа земја на секоја расправа повторува дека чумуни се сите реформи ако имаме сериозен проблем со наталитетот во државава, ама и ова собрание, и овој состав и предходните не собраа сила уште еднаш системски да го разгледаат проблемот, сите закони и низ призма на Уставот, и кога ќе го видите Законот за здравствена заштита, и кога ќе видите Законот за работни односи, ќе видите дека тамо нема гаранции токму за жените од руралните средини, какви што тие со право заслужуваат. Значи, да не зборуваме, да не ламентираме околу наталитет, околу стратешки пристап, бидејќи стратешки ресурс е храната, стратешко добро, а ја увезуваме за жал, заборавајќи ја ова важна категорија на луѓе. Значи, зошто го потенцирам ова? Зашто решавањето на овој проблем покренува потенцијал да ја трансформира економијата и да ја потикне благосостојбата на илјадници луѓе преку инклузија на жените од руралните подрачја во пазарот на трудот. Ова рурално-урбано во држава што наликува на антички полис е многу релативно. И затоа веќе чув од Жаклина да клучниот проблем и клучното прашање што треба ние да го решиме е инфраструктурата. Јас искрено да бидам, вчера од Охрид се вратив, посакувам да си живеам во Охрид, а да можам да работам во Скопје, и тоа многу лесно може да се реализира. Оваа земја има закон за
рамномерен регионален развој, ама нема рамномерен регионален развој. Скопје и периферија. Ама периферијата некогаш има поурбани белези од Скопје, што многу пати мене ми наликува на касаба. Значи, затоа јас посакувам од денешнава расправа да не излеземе само со нови сознанија и со заклучоци, туку на вистина да излеземе со духовна храна што ќе не притиска да превземеме чекори, особено кога сме на некои обштествени функции. Значи, што е најважното? Најважното е на сите луѓе, вклучувајќи ги и тука жените, од руралните средини и особено од ранливите категории, зашто мојата теза е дека нема лица со хендикеп, туку дека има хендикепирана држава, што не сваќа дека луѓето на свој посебен начин може да ги изразуваат, да го изразуваат знаењето и способностите, значи да се вклучат во економијата, бидејќи тоа е денеска темата, иако јас не сум многу упатена во економијата, но она што е најважно е да си повториме уште еднаш дека токму жените во руралните средини се столбот на заедницата во која што живеат. Кога велам заедницата, не мислам на семејната заедница, мислам на социјалниот амбиент. Значи, не само што имаат клучна улога, туку и деновиве тоа го видовме во Велес, се неверојатно иновативни во земјоделството, не го запоставуваат при тоа семејството, имаат смисол за локалната економија и имаат едно чувство за право и за правда. Може би звучам себично, ама мислам дека е поизразено одошто кај мажите. Имено, многу пати сум рекла дека речиси и денеска во едно современо општество, кога велам столб, многу од министерствата семејни ги носат тие на грбот или во умот и ем придонесуваат кон семејниот буџет, ем се разбира грижливо се однесуваат кон неговото трошење. Затоа се многу битни. А бидејќи не биле вклучени во процесите, многу помалку се и на одлучување, многу помалку се корумпирани и криминализирани, особено кога не биле на клучните функции. Значи, имаат важна улога во земјоделството и не е тоа на штета на другите функции. Сепак се на маргините, кога зборуваме за формалното вработување, со што значи економски се хендикепирани. Дури и во едно општество кое се уште за жал има белези на патриархалност, па и на парохијалност, дури и во наследувањето или се само ограничуваат или не се рамноправни, што исто така е неверојатно проблематично. Затоа велам дека не е ова женски проблем, не е ова ни само машки проблем, не зборувам само за еманципација на жени или за феминизација на политиката, туку зборувам за општеството како целина. Значи, ако се исклучени од пазарот на трудот, тоа ќе се одрази на растот, ограничен е растот, не е таков каков што би бил кога тие би биле вклучени, иновациите исто така, и се уште сме сведоци на присуство на различни бариери со кои се соочуваат жените на пазарот на трудот. Прво,
не е за фалење, ама се уште низ призма на образованието, мислам дека се, особено во руралните средини, голем дел од жените се уште се ограничени. Не е многу пријатно човек да рече дека се уште девојчињата од руралните средини понекогаш имаат проблем со заокружувањето на образованието. За жал, честопати заради семејните финансиски ограничувања, први се тие како жртви, меѓутоа исто така и за културолошките проблеми со кои се соочуваме и како што веќе реков, инфраструктурата. Значи, без соодветно образование, тие не се компетитивни како мажите, или ако сакате, лишени се од нормалниот пат на стекнување вештини кои се бараат при формалното вработување или кои се потребни за да отпочнете собствен бизнес. Значи, затоа потенцирам обезбедувањето на пристап до квалитетно образование треба да биде приоритет. Зашто тоа ќе ги направи посилни, ќе им отвори можности за поинакво напредување, кои можеби и не ги замислувале. Ја споменав инфраструктурата, но веќе и споменав на почетокот, го споменав ограничениот пристап до здравствената заштита. Ние сите сме хендикепирани во поглед на здравствената заштита, морам да кажам. Здравството ни е во колапс. Нема да ги заборавам оние бурни дискусии овде врзани за онкологија. Сите одат на лекар зашто тоа што во лекарите препознаваат некој кој што го подобрува здравството, а честопати ние одиме со страв. Не знаеме и ден денеска, за жал, дали ќе се вратиме оттамо. Значи, многу важна е здравствената заштита, не само во градот, туку и насекаде. Да не ги споменувам многуте пропаднати проекти кои требаше да досега веќе и да функционираат. Истово го мислам и за помошта преку градинките, преку забавиштата. Напрсти може да се избројат во руралните средини, а се разбира дека особено тамо се потребни за да можат жените да прават кариера или да се докажуваат или да помагаат и во бизнисот. Се разбира дека дури и кога ќе отворат бизнис, ним во отсуство на сериозна здравствена заштита и социјална заштита врзана за децата, им остануваат и овие обврски. Кога реков сообраќај дека инфраструктурата, да, сум сретнала жени кои велат дека во отсуство на редовен превоз невозможно е дури и кога ќе добие работно место да може навреме да стигне тамо и потоа може дури да добие квалификатив дека неодговорно се однесува кон работата. Дополнително велам дека се уште се соочуваме со погледи за половата и родовата улога што се чудни од одамна надминати. И тоа не се однесува само на руралните мажи, не можам да не кажам. Дури и во оваа средина, во 4 години, и самата сум се соочувала со патриархални фрустрации, да, со мачо свест, со сексизам, со навреди. Можам да замислам како изгледа тоа во рурален амбиент. Значи, многу пати сме зборувале овде за сите области, ама и за ова, дека е потребен холистички пристап, сите димензии да ги согледаме
и навистина да одговориме на нив, не само со измена на законите, туку и со измена на реалноста. Во нормални држави луѓето многу повеќе сакаат да живеат во рурални средини, без оглед каде работат, бидејќи тоа многу поубав амбиент, одошто во градски џунгли, понекогаш главните градови, велам јас кога сум цинична, не наликуваат на метрополи, туку на некрополи. Да, значи, кога го споменав холистичкиот пристап, мислев на инвестициите во сите овие проблематични сфери, од инфраструктура до услуги на пазар на труд, до подобрен пристап до здравствени услуги, до градинки и така натаму. И така ќе може жените во руралните средини да ги балансираат работните и семејните обврски како и сите други и да бидат рамноправни со жените во урбаните средини. Значи, не го решава проблемот системот на обуки, да, тие треба обуките да бидат релевантни за економијата, за локалната, но и за економијата воопшто. И се разбира, ако имате ограничени ресурси и ограничено време, вие нема да можете да бидете проактивни. Ми се чини дека е важно нешто што сега постоја, за кое секој ден се зборува секаде, не само кај нас, да креираме стратегија, програми за дигитална и финансиска писменост, за предприемништво, со трансформативен ефект. Деновиве, се сетив сега, ми се јави, Барбара беше нашата пријателка од Полска, позната по социјалното предприемништво како родоначалничка. Знам дека беше изработен закон, работна верзија, дискутиравме, многу важно е социјалното предприемништво, профитот води кон дарвинизам, ама многу од луѓето, меѓу кои и руралните жени, лицата со посебни потреби, сами ги решаваат проблемите преку вакви социјални предпријатија. Дури и на ЕНЕР беше законот и го снема, не знам каде е законот. Значи, социјалното предприемништво е многу важно, зашто ќе им овозможи на жените да отпочнат некој мал бизнис, ние скромно почнуваме и потоа, значи, напредуваме потешко во животот и затоа сме поквалитетни многу често. Значи, од најниско платена работа па до подобра платена работа. Технологијата може да биде важна алатка за надминување на јазот меѓу руралните жени и пазарот на трудот. И кога реков дигитални платформи, работа на далечина, тоа е нешто што многу добро може да одговори на руралните жени и нивното учество на пазарот, бидејќи тогаш можете на дистанца да работите. Јас, еве, како председателка, сметам дека прво владата, а се разбира и приватниот сектор, имаат обврска да ги охрабрат или да се охрабрат во зајакнувањето на покриеноста со интернет во руралните средини, обуки да креираат за користење на дигиталните платформи од руралните жени. Тоа сме го гледале понекогаш, ама со ретки исклучоци. Го паметам примерот на една умна бабичка од Битола, од рурална средина, кога комуницираше со своите во Австралија, дури им даваше совети врзани за бизнисот. Значи, мора жените да ги вклучиме во глобалната економија, тоа точно ова интернет сфера го дозволува, и не е доволно само ова,
Потребни се политики за инклузија, не е ова само економски ангажман, за инклузија во целиот живот, во јавниот и во приватниот живот. Компаниите треба да се охрабрат да вработуваат обучени жени од руралните области, ама државата треба да создава услови за тоа, амбиентот да го креира. Риков веќе ги набројав некои од хендикепите, од она што е хендикеп, да, мораме да се справуваме полека, не можете да ја смените преку ноќ поданичката политичка култура со партиципативна. Не, тоа е невозможно, се учи како љубовта што се учи и демократијата. Значи мораме со помошта на норми, но и со помошта на промени реални да не дозволуваме да се продлабочува или да ја толерираме родовата нееднаквост, туку да ја надминување. Не сум многу љубителка на кампањи за подигнување на свеста, бидејќи, не знам, фама волант ке се одржи некоја расправа, ништо после тоа не се случува, мислам дека е потребно да се превземат конкретни мерки. Околу лидерството, да, интересна работа и покрај сите овие ограничувања, кога зборуваме за социјални активности во руралните средини, па дури и за невладено организирање, повторно ќе видите дека жени се лидери во овие процеси. Тоа многу пати ми се потврдило. Зошто е тоа така? Да, јасно е дека тие имаат емпатија попродлабочена и кога е тоа така, значи креираат еден инклузивен модел, привлекуваат, не оддалечуваат и затоа се потребни примери, промоција на вакви жени на водечки позиции, не само на локално ниво, туку и секаде, зашто тогаш идентификацијата ќе биде поголема. Завршувам, значи, не зборуваме само за морален императив, за етички императив, дека е добро, дека е коректно, не. Зборуваме за економски императив. Значи, економска неопходност. Не знам колку студии постојат дека според кои кога жените се вклучени на пазарот на трудот, економијата расте, сиромаштијата паѓа, а отпорноста се зголемува. Тоа е, ми се чини, една формула што треба да се следи. Јас сум убедена дека не се работи за женска егоцентричност. Се работи за неодржливост да се откажете од 50% знаење, ум, креација, жилба за докажување. Нема никој право на такво нешто. Значи, вклучувајќи ги жените, ќе имаме наплив или ќе отвориме врата за свеж талент, за неискористен потенцијал. Тоа ќе го потикне одржливиот развој и ќе го подобри животот и на децата, и на жените, и на мажите, и на целата заедница. Затоа јас велам дека, не знам, добро еве, да ги повикам мажите и жените, да ја повикам владата, да го повикам парламентот на заедничка работа за редуцирање најпрво на пречките, па потоа за нивно отстранување. Многу пречки стојат на овој женски маратон кон пазарот на трудот, зашто кога го споменав и социјалното менаџерство и кога велам дека жените се исклучени во руралните средини или се оневозможени, мислам и на потребата од правичен пазар на трудот за сите. Затоа јас
и во Обединетите нации, и овде мислам дека има голема разлика, а треба да ја намалиме меѓу она што е право и она што е правда, меѓу она што е легално и она што е легитимно. Не ги разбирам разликите меѓу мали, средни и големи. Не ја разбирам оваа разлика меѓу рурални и урбани жени и мислам дека имаме еден неискористен, а не исцрпен извор на одржлив развој. Не е срамота да речеме дека сме биле рурална држава, воопшто не е срамота. Покрај енергијата, денеска храната е најважното нешто. Кажувам, срамота е да увезуваме храна, ние, чии земјоделски производи мирисале, биле вкусни, биле синоним за квалитет. Епа, значи, токму тие заборавени жени можат ова да го обноват. Се извинувам што бев подолга, сигурно ми не достига овој амбиент овде, ме инспириравте и чувствував обврска да изразам солидарност и хуманизам, ама не само тоа, туку и прецизност. Повторувам, овој принцип е исто така темелна вредност, ама никој не зборува за него. Интересна работа. А треба да зборува, зашто Македонија е социјална држава, без оглед кој е на власт. Обврската за правичност, за правда, за недискриминација се однесува за сите и кон сите, па и кон руралните жени. Благодарам.